Значи, јас сум дојден овдека да ви кажам да не куцате многу JavaScript. Тоа е, нема потреба. Шала на страна. Дали некој од вас у после време Buzzword HTMX, дали некој од вас има чуено? Има. Добро, бекендаши некој се наоѓаат овдека? Еден, двајца, тројца. Двајца без тројца, таман сме, добро. Језда е Buzzword, језда сите се пробуваат нешто да кажат, еј са и ова нешто ново, секој ден има некој нов фреймворк што искача. Уствари ова чудово да ти е старо 20 години скоро. Ама не било толку актуализирано. Има ова е главното меме што се појавува на нивната страна. И кога ќе се вратиме на почетокот, гледаме дека се што ни се дешава надвор од целиот наш екосистем. Имаме некој рутер, контролер, имаме модели, view, и на крај се враќа сето тоа во HTML и го добиваме во браузер. И после настануваат другите комнари. Angular, React, Vue.js, едно друго поправа, Svelte, Solid.js, ти рекол ми рече. И сето ова што е тука горе, ајде да го прекуцаме и доле. Зошто е па така? Да може да куцаме фреймворци, да биде поинтересно. И се дешаваат многу други работи во самиот браузер. И доаѓа 2021 кај што е пуштен HTMX пред интерсептори и вика, а да се вратиме малце назад на кочица да удриме, ама ќе видиме и зошто. Денес ќе видиме што се случува, зошто се случува и како би може да го направиме истото. За оваа презентација се наоѓа питчинг пред стейкхолдери кои што се расправаме дали да се задржи нештото или да се пушти у вода. Кој сум јас? Јас сум Александар, сум предал и претходно. Исто така си правам домашно пиво, моментално нема, затоа не е донесено, ама за нареден пат ќе се потрудиме да донесеме. Гајбата ми ја дужиш да не заборавиме. Да. И ако е Стојан тука присутен, Стојан кидна, па денеска, вчера му беше роден ден, да му честитаме роден ден, ама нема торта, затоа кидна. Океј, мојата историја е малце поинтересна. Како? Има луѓе што пробале, гајбата ми ја чуваат кај нив како залог. Што да правам сега? Мојот процес во IT сфера е малце по така интересен, турбулентен. Почнав како бекенд девелопер, па се префрлив на фронтенд, па почнаме со мобилни апликации, па се префрлив на сервер, па го батали серверот, па пак на фронтенд, па пак на бекенд, со време така се врти у круг. И на многу ситуации сум се нашол во ситуација да не знам што е подобро да искористам овдека. Има луѓе кои што пробале само React и викаат React, тоа се коњите, право. Исто да се дешава и со Angular. Тие Angular е готова светиња, језда од Кецо двојка кога се напри претумбацијата се преобразија. И така натаму. Пак ќе се вратам на мемето што е доста интересно. Кога почна на времето да се прават апликации кои што зависат само од бекендот, сваќаме дека фронтендот е само репрезентација на тоа што е направено на бекенд. Ти на фронтенд не можеш да чуваш база некоја со податоци реална, па да си играш мајтап со корисниците, мора да слушаш бекендот. Ако бекендот ти каже дека тој корисник има $20, на фронтенд ти стави му дека има $150, не е валидно. Порано се правеа хакери, ќе отворат инспект елемент и викаат и види на сметка колку имам, 250, вау. И тој уствари приказот за крајниот корисник. Но вистината се наоѓа на секојаш на бекендот. Бекендот е тој кој што диригира што треба да се извршува напред и што ќе прифати, а што ќе одбие. Многу често се случува кој ќе значи со овој фреймворк сега на фронтенд ќе направам толку јака апликација и нема бекенд. Се ќе функционира, се е супер, користиме Supabase како база, нели, стандард и вика па добро, мене у база ми се зачуваат некои работи, ама ја можам тука да сменам. Најчесто на игрите можеме да правиме манипулации, порано на Counter се правиме манипулации многу често,
па ќе каже дека купил то со толку пари, па таква муниција, па ти реков ми рече. Сад то, кога си попаметен девелопер од другата страна, ќе правиш валидација. Ова треба, ова не треба. И затоа овој цел циклус, овој циркус што се случува тука на фронтендот, пробуваме да го вратиме, тоест обратно, ова е долешта, пробуваме да го вратиме назад у нека генерална нормала. Кога ќе влеземе со мајндсетот дека фронтенд само ги представува нашите податоци, имаме win-win ситуација. Не мора да имам на фронтенд најакиот фреймворк, не мора да имам најновото нешто за моите достигнувања во бекендот да бидат прикажани. Може многу лесно да го направиме тоа. И затоа се враќаме назад. Што е HTMX? HTML сите знаеме, што е, предпоставам тие што не знаат вратата таму. Hypertext Markup Language, сега hypertext, хипер се нешто иде на хипер, ова е HTMX. Ова X што е тука ни представува екстензија на самиот HTML. Презентацијава што денеска ја викам HTML на стероиди. Зошто? Затоа што дозволува самиот HTML да ни произведе функционалност. Не ја даваме функционалноста во JavaScript-от. Ако на времето знаевме дека со форм елементите, што се користи и сега, се прават некои акции, кликови, па иде се сабмитира некоја форма, се ресетира и ред други ствари, зашто не користиме пак истото? Може. Како екстензија, како го екстендуваме ние тој HTML, го екстендуваме со помош на атрибутите. Кога ќе ги имаме веќе атрибутите, мора некој да ги прочита. Значи, сепак на крај, ова е JavaScript library. Многу мала, многу добра функционалност што има за крајниот девелопер кој што сака да ги представи потоците. Освен тоа, доста е мала, 15,4 килобајти. Ова е најновата верзија што искочена 1.9.9. Пред скоро секој месец има по нешто ново што ќе презентираат. Овие 2 месеци искочени 2 верзии, у ноември и во декември. Можете да хостирате како сакате, повикувате од CDN било како, ќе видиме после тоа. Многу битната работа, двете битни работи е дека немаме депенденција. Значи не зависиме од ништо. Сето тоа што е искусено во HTMX-от е искусено со plain JavaScript. Не зависиме, мора се да уклучам и ова библиотека тука, па ми треба криптото да го уклучам, па ми треба ова, не, чисто. И како што сите што куцат фреймворк, дека го избилдаат својот фронтенд напред, треба време, минута, 2, стигало до 15 минути, со помош на борче тестовите, може и до 35 минути се билда некој си фронтенд, одека немаме build time. Ова е runtime, цело време е во runtime. Немаме нешто да го прекомпилираме. TypeScript, добро, TypeScript, супер, све, извини веко, ама не мора сека да го билдаме TypeScript-от. Тоа е. Може чист JavaScript да искуцаме. Ова заштедува многу во однос на функционирањето. Збориме за големи сајтови, збориме за мали сајтови. Сеедно, можеме да заштедиме многу. Плюс, на времето кога куцавме jQuery, викавме како бе ова jQuery го нема у браузерот. Автоматски да може да го потребиме, па из ова ќе почнеме да викаме така за некој време, се надевам. Зошто jQuery? Прво почна jQuery, па дојдовме до HTMX. Куцавме jQuery мобил на времето со атрибути, знаевме кој пејдж за што е, како е, кога ќе се појави. Нека си по-напредна верзија и по-lightweight верзија. Да, браузерот ни даде многу други функции, како фетчови, како селектирање на дом елементи и ред други ствари, менување на дом елементите, но ова е пак по-клин, по-софистицирано. Еден пример како би изгледала една проста апликација. Имаме стандард HTML темплейт, со помош на скрипта можеме да повикаме последната верзија на HTMX, иако може да се користи npm, може да се користи локално се сетирате на вашиот сервер или било како, преку CDN, ова е една CDN верзија. Имаме еден div овдека кој што има ID post контейнер и еден доста интересен батон овдека што сите го вау, 15 атрибути му ставме, кој знае што прави ова чудо сега. Ама едно ќе забележиме, сите атрибути кои што ни се битни за HTMX-от почињаат со HX. Имаме get, имаме target, имаме swap, имаме push URL. Појма нема. Свашто.
Ама, главната функционалност што ни ја нуди HTMX-от е да ги искористиме сите комуникацијски вештини кон бекендот. Значи, секој можем повик до бекендот да можеме да го прекуцаме, а да не куцаме JavaScript. Тоест да немаме, овдека ја не гледам никаде JavaScript искуцано, ќе видиме после пример, ама ова функционира. Ако не ми верувате, ќе видиме после. Толку е, доволно. Што и зошто ќе го користиме исто? Има еден многу интересен принцип, се вика KISS, Keep it stupid simple. Зошто мора се да биде преоптоварено со глупости? Можеме просто да го искуцаме, не ти треба да се замараш. Многу често се дешава комуникацијата, бекенд, фронтенд. Апито како работи, зошто работи, од каде работи. Мора се разговара на истата тема. Кога ќе викаме, ќе додадеме екстра weight на проектот, да, секој Angular и React и Vue и било која апликација се билда, се прави нешто, па се додава во проектот и то кошта понатаму. Сите сме користеле API повици, не враќа назад JSON објект, REST API. Самиот REST API ни представува representative of data transfer. Така нешто беше акронимот. Но овдека пробуваме да го направиме, не ни треба нас JSON. JSON е за луѓето, ние да го читаме дека има атрибути, овој атрибут тука, овој да, супер. Можеме да го простиме и тоа. Single source of truth. Еден од моментите кој што кажав претходно, битно кој е двигател на самиот проект. Секојаш бекендот, таму се базите, таму ти е бизнес логиката. Фронтендот треба да е глуп. Не треба фронтендот да знае бизнес логика. Дали треба да има load more копче, дали не треба да има. Дали да има buy копче или не треба да има. Ние му кажуваме, ние само му диригираме. Затоа бекендот знае дали таму треба да стои buy копче или не треба да стои buy копче. HTOS е скратенка, да прочитам. HTML is the engine of the app state. Значи, ова е принцип на функционирање кој што уште кога се измислиле тие REST повици, пробале да го воведат. Хипер, цело време е нешто на хипер. И HTML да со хипер. Овдека е хипермедија, каде што можеме ние да ги измениме работите и да имаме едно нешто што е главно. На времето пробале да го направат тоа, ама имало други девелопери кои што сакале повеќе фреймворци, па насоката била кон таа. Големите фреймворци се искочени од големите компании. Како Facebook, како Google, си имат некој фреймворк што го спонзорираат и тоа е тоа. Но сето може ова да се смени со помош на овој мал принцип. Ова го кажав претходно дека немаме потреба од повеќе фреймворци, но побитниот момент е, ако јас сум бекенд девелопер и сега треба да направам некоја промена, а фронтендот ми во React. Па треба да ставам локално Node.js, па да инсталирам, па да научам како да сменам во React-от, па и тука ако сменам, па тука на фронтенд ставивме интерфейси, чуда, класи и човекот се губи. Кога си backend mindset, овие што куцаат Go, што куцаат и .NET порано што се куцаше, пак имаш некој поинаков mindset на функционирање. Имаш некој templating language, го знаеш како функционира и тоа е тоа. Ама не секој пат ми треба да ги научам на новите фреймворци. Немам потреба. Се замарам ја за React или за Vue или за било што. Мене ми треба тоа да функционира. Со помош на овој принцип можеме да го направиме да функционира истото. Да ги видиме стероидите. Правилото вика дека секој елемент кој што е функцијски или во форма се наоѓа како button, како input поле, select, треба да има функција некоја. Тој има change метода, има некоја си друга, но зошто? Кога можеме секој друг елемент да го направиме да биде hypermedia елемент или да може да го користи функционалностите на HTMX. Зашто сум ограничен на button да користам? Тие што куцале CSS да се замарат button да го рестилизираат, па тука вака е на ховер, па така е на ховер, еден div ставам, па куцам CSS, завршена работа. Зашто да не? А истиот тој button ќе има функција на submit, истиот тој div ќе има функција на submit на форма. Why not? Сите овие елементи
ги раководиме по нивните атрибути. Се зависи што има во тој атрибут, таква функционалност ќе добија тој елемент. Исто така, самиот сервер може да ги одреди кои реквести се HTMX реквести, а кои не се. Може некој на истиот сервер да имате API повик со JSON response за мобилната апликација, а некаде да имате HTMX response. Самиот сервер го може тоа. Самиот HTMX ги додава тие хедери, ќе ги видиме после. Секогаш нашето UI ни се движи со помош на ивенти. Не е статично секогаш, ама се движи со помош на ивентите. HTMX-от дозволува да се пуштат ивенти, ти дозволува и ти да ги интерцепираш тие ивенти, да видиш што можеш да смениш, како можеш да смениш и ред други ствари. Да се вратиме на атрибутите. Значи, HX и натаму има уште нешто. Најбитната работа што HTMX ни ја дава ни се сите Ajax реквести. На времето со jQuery куцаш $.get и имаш автоматски get request. Ако некој има паметен овдека HR request да искуца у секундава, сака му част. Сега можем со Fetch да го направиме истото, ама ајде да го простиме процесот. Сакаме да изиграме пинг-понг. Прост пример. Кликаш, серверот ти враќа респонс. Ќе го видиме во демото. Кои реквести се поддржани? Стандард, сите што се користат за сите HTTP реквести кои што може да ги изврши. Next. Идеме. Опа, лека сликата не се сумува. Добро, ќе свенам сликата. Имаме тригери. Многу различно како сакаме да се издржат тие наши ивенти. Дали сакаме да пуштиме реквест кон бекенд на клик, на load, на change, keyup и ред други ствари. Можеме и custom event да пуштиме. Сега. Out of the box со HTMX. Ќе го видиме во примерите. Исто така и другите можности да се итерираат тие, да се повикаат или да се изменат тие ивенти, ги дозволува out of the box. Имаме swaps. Кога сакаме тоа што го примаме од бекенд, да го прикажеме некаде, мора да го направиме swap на HTML-от. Со JavaScript имаме append, имаме функционалности кои што викаме добро after елемент, да се додадат елементите или сето тоа што го добиваме од бекенд. И овдека горе-доле сето тоа што сакаме ни се нуди. Може да го избришеме елементот, може да немаме никаков swap, само некој повик до бекенд да каже: "Еј, здраво, да, добивме податоци, што имате, што не го прикажувам." И тоа е тоа. Интерсектори на ивентите, ова го трчам на брзина затоа што поинтересно ќе го видиме со реален код. Интерсектори на ивентите, кога сакаме, јас ме интересира кога тој елемент таму ќе биде сменет. Кога јас ќе добиам нови податоци. Најчесто тие што користат accessibility или имат проблеми со accessibility, ги интересира кога ќе имаме hot reload на некој пејдж. Кога ќе имаме нешто, а тука се смени. Добро, треба читачот да му каже на човекот со disability дека некаде имаме промена. Сакаме да ги прочитаме тие ивенти, пошто имаме наш посебен некој си таму accessibility framework, да го користиме, а можеме и со тагови без никаков проблем. Самите тагови ќе дојдат од HTML-от, од HTMX реквестот назад, автоматски бидат прочитани. Во конкретниот пример овдека викаме кога ќе се лодират овдека сите постови, го земаме елементот JavaScript и му додаваме listener, викаме од кога ќе се замени контентот внатре што е, тогаш известиме дека се заменил контентот. Фала многу, чао, пријатно. Можеме, дозволено ни е, има повеќе ивенти кои што можеме да ги слушаме и кои што можеме да ги да превземеме нивната функција. Кога ќе добиеме, да речеме овдека, кога ќе се заменат на swap и сега ние сакаме, се заменија, пак пушти тука огномет, нека лета од нигде никаде, може сеедно додади уште една функција овдека ќе функционира без никаков проблем. Демо. Да. Уште една парадигма што не ја кажав е изборот на бекенд е ваш или на тимот. Со било кој бекенд истото се постигнува. Секој бекенд кој што враќа API повици назад, функционален е.
Во моментов користам Nest.js, извини Astro, не ми се прави тоа, али со Nest.js ми е поинтересно да го користам. Nest.js инсталирам во овој момент како MVC фреймворк, каде што можеме да пресеме ќе дојдеме и до Zoom-от. MVC-то да можеме да представиме некој view и целата логика да се вратиме у 90-тите да префрлиме само на бекенд. Бекендот се грижи за рутите, бекендот се грижи за моделите, бекендот се грижи како да работите пуштери. Океј, Zoom. Дали сме во ред? Ова. Уште малце. Позади? Има и таму уште еден екран, ако не догледувате, мислам. Океј. Global контролер, App контролер. Имаме рендерирање на индекс, рендерирање на повици, get time, да видиме што се случува во браузерот. Localhost 3000, магијата веќе еднаш се случи, ќе отворам и конзола. Значи, еве го вјуто за индексот. На почетокот повикуваме HTMX од CDN. Ова доле за Tailwind, колку нештото да функционира да изгледа нешто поубаво, ме мрзаше да куцам. И имам еден прост пример. HX get time, HX trigger load и delay од 1 секунда. За нешто да станат појасни, ја смениме секундата во 5. Clear на network. Оп, 3, 4, 5, 6. И добиваме назад респонс. Самата функција која што ние сме употребиле се вика get time, ни враќа само new date, ништо посебно спектакуларно, назад ни враќа new date. Ќе зумирам и овдека. Сакам да прикажам нешто. Овој реквест што е овдека, во него содржи хедери кои што се викаат HX request true. Со помош на овој хедер ќе знаеме дека овој request ни е HX и сакаме да му вратиме некој HTML. Нема проблем. Ќе направиме вака. Петак. Плюс. Ајде, нека е H1. Добро. На рефреш. Чекаме 5 секунди да се изврши реквестот. И назад го добиваме истото како H1 tag. Еве го. Океј? JavaScript не куцав. Идеме далje. Кој ќе го отвориме индексот, имаме некој батон кој што има on-click event, па правам некој fetch овдека, па зијам податоци, па ги парсирам, па ова, па она, го барам овдека елементот кој што ми треба и ги додавам податоците. Со овој многу глуп и прост пример, но во реалноста е доста покомплициран. Па ги взимаш податоците, па од овдека JSON објектот, па правиш некои други итерации, истите да ги замениме. Во браузер имаме една листа на блок постови, да речеме, и во неизе, ево дивот, имаме див кој што, ако се гледа тука, не се гледа, добро. Ви има место, ама кој ќе види? Фала. Идеме. Значи, овдека имаме некој ID селектор со пост контейнер. Кој ќе се вратиме назад во кодот, го зијаме тој ID пост контейнер баш како што се пишува. И ако сакаме да ги лодираме на стариот начин, еве го батонот овдека, кој што не се познава, ќе го кликнеме батонот и после некој време ќе ни ги лодира доле постовите.
Сасвим во ред. Така, со помош на JavaScript. Ајде да го видим истото без JavaScript. Тоест, само со HTMX. Еве го батонот, добро се изврши горе, еве го батонот, тоест, ајде тука полесно да го прикажам. Ево. Значи самиот батон има HX get request, оди до API до posts. И викаме што сакаме да замениме, тоест каде сакаме да замениме во однос на таргетот, го бараме ID-то load more. Самиот батон си има ID load more. Ова пак ќе кажам многу по-прост пример. И што сакаме да замениме? Сакаме да го замениме outer HTML-от. Преска имаше кога ќе го начинот на swap на HTML е ако е outer HTML, целиот HTML што е самиот батон ќе го снема нигде и ќе се замени со другиот HTML што ќе дојде од бекендот. Ајде? Сега ќе видиш. Имаме индикатор. Со помош на индикаторот може да кажеме, имаме спинер, некој тука сега ќе правиме костори да се мрда да ова дона. Многу прост пример. Push to URL, ова е за дали да се смени горе во хешот на URL-ото. Сега, ова не е API post повикот, кој ќе го отвориме во контролерот. Тој API post повик рендерира некој partial кој ќе се вика list. И во тој лист ова е handlebars template, каде што викаме добро сите постови, рендерира ми title, рендерира ми body и рендерира ми доле ID. Ништо посебно. Арно ама, прашањето, овдека добиваме HX target load more, батонот се вика со ID load more. HX get API posts, истото што го имаме преска. Па са нели го прибришуваме батонот и добиваме нов батон од другата страна кој што вика load more. И ако бекендот каже тука, нема веќе постови, што ќе ти дам, нема load more, може да го избрише. Со малце логика, во бекенд. А не фронтендот да се, ај тука, смени го, load more, не бива. Сега, интересно е што овој, например, индикаторот или спинерот ни постои веќе инклудуван. Ова е само да не се гледа SVG-то. Имаме HTMX индикатор и ID-то е спинер. Значи овој div си постои, но е надвор од целиот концепт. Не е внатре во батонот. Сега ако ќе одиме овдека, ај пак рефреш да видим колку е саат, денеска кој ден е. Дознавме. И викаме load my posts. Оп, еве ни го спинерчето се појави, го видовте? Да. И автоматски добиваме рендерирање на постовите. Ете го батонот што ни дојде од бекенд, load more. Самиот батон си добива сите атрибути. HTMX вика, кога ќе го заменам јас контентот, можам да пуштам скенер и сите нови такви атрибути да ги фатам, да ги земам и да им дадам живот. Ама, можеме и ние тоа да го направиме со JavaScript. Да кажеме, ставиме уште еден load more батон. Нема проблем. Мораме на HTMX да му кажеме дека треба наново да скенира. У принцип, кога ќе извршиме некоја функција, например, еден друг пример. Исто, пост контейнер, овдека од JSON placeholder ги влечеме JSON-ите, ама сакам јас да си ставам мој пейдж. Што има ти да ми даш пейджове? Ја ќе ти кажам. И викам current page кој ми е стартот, лимитот, ти реков ми рече да пробаме да направиме интерактивно да биде. Кој ќе го отвориме ова истото? Ево го браузер, load more, JSON-ите ни ги реди горе. Арно ама, со помош на функцијата што ја користам јас во скрипта доле, да чита, да слуша кога ќе се направи свапот, ја викам супер. Сега на тој load more батон, ставимо тука нов старт, ставимо нов лимит и HTMX испроцесира го повторно целиот HTML. Или можам да го фатам да му кажам само овој да испроцесира го, тој е нов. Ова е кога сакаме да правиме интерференција со JavaScript. Ама out of the box го имаме истото.
long story short, така е. Кога ќе знам дека има сам дека да ги прати тие како како сите БПР-нети Сакаш да кажеш како би го истесирал истото кој ќе ги добиеш назад по отоците? Да, со помош. Така, бекендот ќе ти ги има автоматските тестови. Бекендот се грижи кога ќе пушташ ти API повик, ќе ги видиш внатре кои се реквестите. Тоест кој е контентот од HTML или у превод, у network. Само секунда, вака да направиме. Значи ние сега го користам JSON placeholder API, враќа JSON. Еве го, лимитот и добиваме назад некој JSON или респонсот ако видиме вака би изгледал. И ти врз основа на респонсот баш преска Борче кажуваш истото, он зима некој API повик од некаде и тој API повик си го итерира, си го чепка, си игра со него. Не е мокиран и неговите не се мокирани. Мокираме ако имаме ситуација. Не. Ако имаме мора да ги мокираме, тогаш така ќе ги мокираме. Така е. Да, врз во твојот код. Да. Да, немаш. Ете така, single state of truth ти го дава бекендот. Бекендот ќе ти гарантира дека ќе ги добиеш тие назад работи. Ако бекендот стави маусовер на тригерот, тогаш ти ќе добиеш маусовер на тригерот. Па добро. Имам едно прашање онлайн, што само што ми пише, вика, што ќе се случи ако два пати кликнам load more пред да добие резултат? Има queuing опција кој што дава кој реквест ќе оди прв. Ти не мора два пати load more да кликнеш. Може да кликнеш load more, па чекаш спор сервер, чекаш респонс, кликаш на 15 други места и тоа се става во queue и се извршува. Сега, можеш да напишеш ти приоритизација на тие. Во HTMX-от има опција да ги приоритизираш. Ако кликне тука, ова е по-приоритетно него ли load more-от. И тогаш сите други ги става за отпосле и го клика го дава побитната работа. Повели. Двата ќе се пригар, еден по друг. Можеш да ги ограничиш, да само еднаш да се кликат, сингл клик е тоа. Значи имаш само со сингл и чекаш. Можеш да го ограничиш да е само еднаш. Може ти 100 пати. Така е, да, може 100 пати да кликнеш. Ама секојаш, ако го ограничиш самиот во HTMX-от, ќе ти дозволи еднаш да се изврши работата. Повели? Извини. Што ако, пошто викаш дека се кјуат, така, дека ако имаме повеќе hikes-get, например, паралелни, ќе се кјуат едно по друго за сервер да не се преоптовари или x други причини. Што се случува да речеме ако имам, пошто ова сепак на крај на ден ова е фронтенд е иницијаторот на реквестот, бекендот е обслужувачот на реквестот во овој случај, бекендот го диктира контентот, ама фронтендот ги инициира евентите. Што ќе се случи, пример, ако да речеме тригерот за hxget го ставиме, може да го ставиш на onload, така? Да. Ако го ставам на onload, имам пример повеќе парчиња на сајтот кои што паралелно ми се лодираат, дали тие ќе се извршат паралелно или ќе се стават во queue? Да. И едно по едно. Има секој од реквестите се извршува паралелно. Дали што рековме, кликаш load, кликаш login, кликаш доле delete, кликаш newsletter, тие се извршуваат паралелно. Но можеш да направиш
одредени реквести да бидат приоритетни. Добро. Тогаш другите реквести ќе почекаат додека овој приоритетниот не е завршен. А како би знаеле дека се баш тие реквести приоритетни според некоја Има снипет. Имаш да, снипет во знам. тоа кај што кажуваш дека ова е приоритетен реквест. Окей. Не го знам на памет снипетот, Не, нема проблем. го Окей, има фала. на документација. Закашаш? Не. Окей. А завршено? Не, само го прекинаме со прашање. Продолжи, Ја фала. немам ја мајци, други ме дава мајци. Мобетот ми беше long story short, кога ќе дојде време да работите на по-озбилни проекти кај што како? Да, на не to-do апликации, каде што имате стейкхолдери, имате битни луѓе кои што викаат јас ги давам парите. Јас сакам да функционира ова вака, вака и вака. И ти тука не можеш да ми кажеш чекај, ти ќе ми кажеш да ја не, туку битно е да се знае што и како ќе биде прикажано. Зошто го кажам ова? Многу често има политика во големите проекти и големите тимови. Имаме ние фичер, ово од лично искуство, кој што имаме тим од 4 React девелопери. И дечките вложија 4 месеци, куца, правеа и функционира. Не викам не. Има тестови, се билда тоа, треба едно 5 минути дека се завршите тестови, се избилда целото, да. И клиентот вика, како вика билдове толку спорови се извршуваат, што е проблемот? И го отвараш ти кодот и гледаш дечките што правеле, како куцале реквести, нели во React кој што викаш го нема тоа. Они правеле магии таму, куцале милион линии код за да го постигнат истото. И на крај го билдат тоа, од TypeScript го префрлаат во чист JavaScript, го ставаме на сервер, тере ќе функционира. И имаш burden of framework, што ти вика, да, ама ти мора вака и вака и вака да го направиш тоа. Имаш тим од бекенд кој што ти вика, ние, нашиот респонс ќе биде во овој стил. И са, ако имаш некој што тврдоглави, закоравени некој тамо бекендаж, ти вика, XML ти враќам. Крши глава и доаѓа братот на фронтенд и вика, што да му правам се, и ајде, парсер, марсер, врти, сучи, прави, ќе го направи. И он потрошил 5 дена да го направи истото, а ти си можел да му вратиш на HTML респонс, повели. На времето у MVC 5-ката, додека куца в .NET, Razor View, повели, partial, ајде. И ти само чекаш partial, ти извршен тука, све си функционира. Тогаш користа и jQuery доста, но на овој начин пробуваме да ги упростиме работите. Не сакаме да куцаме премногу код, не сакаме премногу JavaScript. Ете и со самиот пример како порано или сега може со JavaScript да ги напишеме работите, со fetch функција зима менја и како да ги кој клика и како да ги прикажеме на по-инаков начин out of the box. Повели. Едноставно, колку е едноставно да направиме са еден дата грид, да можам ја да селектирам 4 колони и да ги маркирам као нешто, да ги избришам, да ги архивирам, нешто такво. Многу повеќе од што мислиш е едноставно. Ако ти во, например, JSON placeholder API-то враќа постови и враќа юзери. И ти сега сакаш да направиш филтер во тие юзери, така? Сакаш да кажеш, дај ми ги сите постови кои што ги куца юзерот со ID 2. Така? Имаш еден drop-down select и викаш, юзерот двојка, го кликаш юзерот двојка, слушаш change на функционалноста и вика submit на форма, да речеме, се пушта целото тоа до бекенд и бекендот вика, добро, овој овдека сака ID двојка юзер податоци. Аха, добро. Што сака друга, сака и да бидат сортирани според датумот. И бекендот автоматски го конструира целиот HTML. Со се селектот за юзери, кај што ќе кажу секој selected е двојката. Тоа е. И он го враќа целиот тој HTML назад. И ти ништо не осеќаш.
има таков добар swap и нови транзиции во CSS кои што го прават тоа. Бекендот се мисли, дали ќе ти беше треба да селектирам 3 блок пост Да, бе, да? Да. и да биде тоа означено дека е селектирано и дека сакам да ги избришам. Да. Колку пати тоа ќе прави реквести и како ќе изгледа. Тоа ме Зависи интересира. како сакаш да ги бришеш. Сакаш кликнеш трите, па кликаш delete, Така, така. и еден реквест ги А како селектира. знаеш дека е селектиран постот Па и во кои постои неймот се имаш селектиран? варијабли кои што можеш да ги додадеш на самата функционалност и викаш ако овој селектиран блокпост, Таа Selected? функционалност за селектирање ќе ја пишуваш во бекенд, така? Не, Не. форма обично. Не. обична форма, ги знаеш кој ти е селектиран. Мислам се постои тие форма кој што чекбоксот. Можеш да го прадеш како варијабла истиот атрибут. Да. Ајде. Да, имаш ID во варијаблата кој чек. Да. Форма. Форма. Обична форма кај што имаш Чекбокс со name, чекбокс. тој и тој юзер, тој и тој ID пример. Кога ќе го кликнеш батонот, тоа ќе се постира на само. Да. Submit. Не. Ти правиш PHP имаш куцано претходно? Го правиш обично submit форма на у PHP, така? Name атрибутот или било кој друг език, го фаќаш чекбоксот според name, така? И ако знаеш ти дека тој name ти е чекиран, знаеш дека требаш да правиш со него. Ама на сервер треба да се погрижи дека тој не ќе го викаат за некој. Да. Сервер го враќа назад, нели? ID-то он ти го рендерира. И кој ќе добиеш ти назад, Нема на фронтот ништо што се дешава, што серверот не го генерира. да. И серверот знае што дал. Да, да збојат дugme, што ќе го кликне. Ако јас сум го генерирал, Да. тоа е тоа. Например, поврзано со ова, малце посложен пример е да сортирам 5 елементи, значи не ги сортирам по субстанција. Ја како юзер сакам четвртиот од доле да го ставам Drag and drop. drag, how does that work? Drag and drop, па можеш да направиш, не знам конкретно како би работело, ама ќе направиш функционалност кај што ќе кажеш дозволувам юзерот да прави drag and drop. И викам, според логика на бекенд им ставам position property на истите и ставам checkbox дека или ставам некој друг. Со checkbox ќе биде. Се смени, пошто drag and drop е pure JavaScript. Значи, обично не можеш да го Што ќе смениш на бекенд? Што ќе смениш на бекенд? Ќе смениш property во ордерот, наместо 3 да биде 5, кој ќе го добие назад чекбоксот Ама како- сите Како е инкодиран ордерот? Мене тоа како форма, форм пост. Една грешно дека забораваме кој што е дисконект имаме меѓу фронтенд и бекенд. Не постои фронтенд. Не постои. Тој само прикажува. Да. А не е пример, затоа што во пример со ресортирање примерот е доста проблематичен, верувам се соочил И на фронтот. Вие ги го преместиме на фронтот, и тоа се уште не е гарантирано наредни позаден Да. кој си е завршил работа во тој што треба. Ти можеш на фронтот што сакаш да правиш, ама кога ќе му кажеш што ќе смениш, ќе го смени. Пошто до сега супер кажа многу проус, као стварно многу добро изгледа. Од твоја перспектива, пошто ти најмногу го имаш ова работено, кои се конс што ти можеш да ги издвоиш за HTMX? Ако имаше некој праша па да продолжам да зборам. Има прв проблем имаше треба да го смениш мајндсетот. Треба не викам да не постојат фронтенд луѓе, фреймворци или било што. Не за секоја ситуација ќе го искористиш ова. Значи тоа се истите и што имаш ти сортирање, пример за мапа. Google Maps функционира со полигони, никад нема да го потребиш тоа. Ама на пример, точно, ама ти пак повторно имаш интеракција поинаква. Сега, кој ќе треба да правиш ти табеларни прикажувања некој, па да додаваш некои работи, или прост функционалност за newsletter, кој
кој што може да направиш чист submit форм, нели? Можеш и на овој начин да го направиш истото. Не треба секогаш да се употребува ова. Значи ова не дека е готово, имаме најакото нешто и тора и све на тоа. Не е тоа идејата. Не е тоа главната работа што да се направи. Само секунда. Има многу други ситуации каде што сакаш да оптимизираш работи, пробај со ова. Ќе видиш дали ти функционира самата апликација со многу API реквести. Ако не ти функционира со API реквести, ако имаш некоја си друга функционалност на самата апликација, тогаш, друже, не ти треба. Ако имаш игра у Canvas, у HTML со Java, нема поента да се користи ова. Ова ти дозволува, идеш у кладилница, имаш табела некоја, па сортираш, па гледаш и викаш, ој е 5, стај ми ги да ги уплатам, или кошничка. Фронтендот треба да е глуп, не треба да знае фронтендот ти кои ствари си изело кошничка. Бекендот е тој што знае. И бекендот вика, добро, сега овој ги стел овие 3 работи у кошничка, ја му ја враќам назад таа кошничка. Ти кога дојдеш на некој друг сајт, стейтот локален не ти стои за кошничката во JavaScript напред. Нема, мислам, у некој сати стои, ама тој не е вистински стейт. Ти можеш да го измениш тоа колку сакаш. Ама ако ќе кажеш дека ти купуваш продукт ID 558, бекендот вика submit добив за ID 558, дека ќе го купам, тој ќе го купиш. Бекендот ако го има ќе ти го даде. Ако нема ти стаи мачка дека кажеш да го не можеш. Те ограничува во однос на тие работи. Исто Конс е у последно време сите се бунат за SSR напади со интерференција на HTML, па ти му праќаш сакаш, нели? Сегде го имаш истото. Можеш и без тоа да го издржиш нападот. Конс се моментите кога мораш ова да го користиш. Нема потреба, ама тебе ти е наложено. И сега ти можеш да се утопиш, да се извртиш, да го правиш и никад да не успееш. Затоа што ова не ти е UI библиотека. Ова drag and dropот или било што сортирањето не го прави тој начин. Ти ги користи jQuery за сортинг, jQuery сорт, пример, глуп пример, ама користи го тоа, што сакаш прави. Ова ти вика како ја ќе разговарам со серверот. Сите други интеракции не ми се битни. Или има примери со добро, прикажуваме табеларни податоци, load more, infinite scroll. У React ти треба да искусаш 100 линии код да направиш infinite scroll. Детектираш, а сега дошол, а не дошол. А сега до тука или не е до тука. Па на мобиле не го фаќа така, по тој браузер не го фаќа онака. И ово ти имаш, кога ќе се појави тој елемент, load more, или било кој div скриен, уште ти нов request. И пак бекендот вика, толку е, нема постави, чао пријатно, нема load more. И автоматски не добиваш такво нешто. Повели. Микрофонот ако може? The questions. Мене искрено многу ми се свија како идеја HTMX, ама немам баш конкретно продукцијско искуство. И кога го разгледувавме со колегите, едно прашање што е вистина сериозно, има бариери до кај можеш да одиш со интерактивноста, вистина е, опцијата која што можеш да искористиш во таков случај да си искусаш JavaScript и да си ја завршиш работата, арно, ама тие маргинални случаи, за тие маргинални случаи, например во React екосистемот или Angular или било што, обично имаме многу силни плагини, како што кажа ти Преска, например да направам еден убава табела со сите салтанати во неа веќе готови. И сега ја имам JavaScript, ама можев и да си го ја ископирам таа React компонента и ќе си завршев работа. И прашањето што ми е вистинско, сега кога го поставив контекстот, колку може да коегзистираат, да речеме, една HTMX апликација со малку React во неа и како тој рефреш на HTMX-от колку мака ни прави. Не сум го пробал
и за тоа би сакал да знам, па дали пак треба да релоадираме цела React апликација или Angular или jQuery, окей, оти jQuery нема ни стейт, ни никоја таква работа, проста работа. Ама како живеат со овие другите client-side библиотеки ми е чисто ако имаш некое искуство да споделиш. Прост пример што мене ми се деси React. Reactот слуша што се случува. Нели? Ти можеш да седнеш и да без HTMX. Edit HTML, так, куцаш React компонента, ја ставаш таму, работи. Нема никаква интерференција. Ти можеш, например, да направиш, има React Hot Reload на компоненти или на ново читање на новите работи. Ако ги нема у Shadow DOM во Reactот, кој ќе извршиш таа функција, не знам како си кажа точно, кој ќе извршиш таа функција, он ќе помине како исто преска со HTMX, ај помини сега по сите елементи и види дали имаш нешто ново. RxJS стейтот, Redux стейтот, мислиш? Да. Можеш да го интерферираш, да му влиеш на тој стейт, како и да е. Тоа JavaScript Нема ли да стане комплицирано, ти не знам, Ќе што стане. ми дал серверот за згоре. Да, ќе стане, Па- мешаме два концепти. Да, тоа ми е проблем. страшно ме. Со тек на време, со тек на време ќе дојдеш до ситуација каде што ќе сакаш од тој стейт React да го извадиш. Добро, и тоа ќе Со значи на крај на ден дека треба да произлезат нови библиотеки кои што не се обременети од React како зависност, туку поише да си прават една и само една работа со чист JavaScript и тогаш. Прост момент. Сакаш да ставиш charts во React, така? Ти што правиш? Инсталираш charts библиотека и React charts. Зошто? Затоа што Reactот функционира со нив, така? И имаш адаптер. Адаптерот за посебно за React, пошто он така сака се чешка. Имаш Svelte, имаш SolidJS, кој што не се до толку, и Vue.js исто, не се до толку да се замараш за нив понекој пат. Пошто пак на крај поинаков JavaScript таму. Точно, според мене, со тек на време за одредениот екосистем за табела или за некои такви ситуации, ќе сакаш да го тргнеш. Пошто ти ствара комплексност. Самиот тој ти ствара, ти викаш, сакам тука load more глуп пример, еве пак нешто друго да ставиме селекција, и ти у Reactот слушаш тука, па, чекај, ова, heartbeat има, нема, и 300 работи се извршуваат у позина кој што немаш потреба. А овдека викаш, ова е поинтуитивно. Зимам, бекенд, дај ми, лепам, толку. Фронтот така функционира. У банкарски апликации, имаше сега пример, еден канаѓанец банкарска апликација, целата HTMX. И он не, ти на фронтот што сакаш прави, он таму на бекенд договара со Go. Go и Rust се сега у последно време според мен актуализирани и сите ги спомнуваат и сите ги работат. Ама пак бекендот е тој кој што кажува немаш ти толку, имаш волку, повели, чао, пријатно. И јас ќе ти кажам што да прикажеш таму. А мисля ќе ме праша за една друга ситуација. У React имаш UI библиотеки, ова, она, тататар. Нема проблем. Еве го Tailwind, стај го кај сакаш, напред конфигурација, можеш out of the box конфигурација, користи го. Како пример. И со веб компоненти, каде што ако со лид има некој чуено за лид, литот ти прави веб компоненти у позадина, ама има друг екосистем. Не е како другите нормалните, има Shadow DOM, има ред други ста. И ти се лид компонента ти е таму, влечеш, му даваш на фронтот му да прикаже, да функционира. Out of the box функционира. Претходно имав ситуација со Preact, ако си чул за Preact. Има модулации во него, има дори заборив како се вика моментите. Дука таква компонента овдека, ваква компонента, ама серверот мој ќе рендерира тие компоненти, тие пак функционираат. Независно тоа што ќе се врати назад на респонс. Со jQuery порано кога ќе вратиш назад респонс, па jQuery не знае, му викаш, слушај, ај сега изврши, ова е data table, bind, или ова е data table. Повели? Јас сакам да прашам поише за мислење и за коментар од моја страна, затоа што ова го гледаме и со Коста го имам гледано дека
стварно тој е голем фан на оваа чудо. Јас сум некаде измеѓу моментално. И баш ми беше многу интересна презентацијата и сакав да те прашам, пошто ова е на некој начин, нели, девелопмент светот е цикличен. Одиме напред, се враќаме назад. Овоа мене ми изгледа затоа што јас сум се чепкал со постари технологии, имаш веб-форм со .NET, како што кажа MVC. И во последните отприлика 10 години цел свет отиде баш убаво ти илустрирано тука. Отидовме натаму на кај бекендот да биде само source за дата. Да биде data source, да враќа дата, да прима request, да враќа response и сето тоа да биде во формат кој што сме го одбрале за да биде интероперабилен, aka JSON. Така, дали било XML на кој време, па било после JSON, небитно. Генерално бил data source и фронтендот го диктирало тоа. Сега со овоа некако се враќаме назад на тоа дека бекендот диктира како лејаутот треба да изгледа. Не само што е датата, него како датата ќе биде репрезентирана. И мене искрено ова малку ми смрди, затоа што стварно, мислам, имаме дата, таа дата е представена на некој начин, може да ја викаме тоа модел, може да биде во некоја друга форма, може да имаме DTO кое што ни треба за одреден view на некој фронтенд. Губиме со овоа, осеќам некако дека имаме некако многу изгубена флексибилност. Да, нашиот бекенд биде еден, single source of truth, така, да биде single source of truth за повише имплементатори, да биде single source of truth за фронтенд апликацијата која што имаме, да биде single source of truth за мобилната апликација која што имаме. И не само тоа, ова има импликации на како правиме авторизација. Така, има импликации дека не може пример да го интерсептнеме тука реквестот, можеби може со тие хуковите кои што ги има, да му закачаме JWT токен и така натаму, ама едноставно шифтаме парадигма на како тоа го правиме, кој го диктира лејаутот. И со тоа, со Tailwind секако може да направиме и тоа многу убав стил. Tailwind цело поинто е дека може да ги стрипува, нели, класите, да ти искористи само тоа што е потребно, и тоа може да го хукуваме во бекендот. И тоа не е проблем. Арно, ама пак сега имаме две места каде што треба да знаеме за едно за лејаут, друго за стил. Сега треба бекендот да знае за стил, треба фронтендот да знае за стил. Сме го поедноставиле фронтендот за цена, у мои очи моментално, на комплексноста на бекендот. Каде што сега стварно треба да знаеме ние како е, не само која е датата, него која е презентацијата на таа дата. Точно. Имам ја коментар. Да, и прашањето ми беше што мислиш ти за ова, дали сте налетеле, ако сте користеле ова некаде во продукција, баш ме интересира дали сте налетеле на некој таков проблем, особено пример со пошто сите апликации се живи ствари и на некој начин се работа без крај, затоа што едино апликација ќе прекине девелопмент кога ќе биде напуштена. А со тек на време се мигрира од Angular 1 кон Angular 2, од Angular 2 на Angular 16, и така натаму, па и од React 15 па до React 18 има еден тон промени и на начинот на работа и од класни функционални компоненти и така натаму, и се смени цел свет меѓу време. Многу од софтверите се апдейтирани, се модернизирани. Нема ли ова да не ја направи таа работа многу потешка? Сега ќе ти кажам концепт. Здравија Боже, ако ги убедам стейкхолдери во јануари ќе идеме лайв. Супер. Но имаш луѓе кои што се фронтенд. И ти ќе му дадеш некој дизајн систем на него, како Tailwind или било што, и батето брат седнува и прави layout, mayout, брп, све. На фронтенд. Да. У неговиот HTML свет. Да. Постои storybook, репрезентација на тој HTML свет. Не мора да правиме кој на времето билдај, па дај му по Так. хроматик дај. И викаш добро. Фронтендот ќе седнат дечките ќе направат компонента за табела, компонента за ова, компонента чист HTML. Точно. Доаѓа бекендашот и вика, јас на бекенд имам таква табела компонента. Јас имам такво view на бекенд. Имам таков сервлет или таков сервис кој што ќе ми враќа податоци за таа табела. Така? И он го зима HTML за таа табела, го става пример во Razor View или во Handlebars, така? И на крај ти враќа паршал назад. Кога збориме за лејаути, која води приказната? Бекендот ти дава рути, бекендот ти дава сите функционалности. Дизајнот. Дизајнерот ја воде приказната за лејаути. Супер, да, он ти го прави тој лејаут.
У некој си идеален свет, може би ако дизајнерот е перфектен дизајнер што знае точно што юзерот сака, ама Може ќе го смениме, Нема да, никош ќе да го се случи смениме тоа. сигурно. нема никој што да се случи. Да, Точно. ама кога ќе се вратиме на тематиката дека бекендот ти го диригира функционирањето, рутирањето, моделите, ти на бекенд можеш пример во C# да имаш класа која што ќе имаш сите работи и да враќа баш класично partial view кој што треба таму да застане. Не можеш ти еве и со друга апликација ако сакаш, не можеш ти со React апликација да рендерираш drop down select во search пример. Нема да личи во дизајнот, така? Одговорен е тој што ќе го врати назад кодот. Ако ти му праќаш реквест дека треба да има податоци вратени за постовите, ти ги враќа постовите. Точно. Ама ако јас сакам, да речеме тој дропдаун што бил не знам, да речеме јас сакам тој дропдаун од фронтендот да ми биде бил одма под search барот, сега сакам да ми биде малку поразлично, сакам да имам автокомплит на search барот или сакам да го сменам целосно лејаутот. Сега во овој момент треба да направиме цел ролаут на цел апдейт на бекендот. Така. Па логично, да. Ти било каква промена да треба да направиш, ако ти правиш API, ако ти правиш репрезентација на API-то, фронтенд React апликација, правиш ролаут на React. Така? Точно, да. Точно. Еден ролаут правиш. Правиш ролаут на една апликација што треба што е комплицирана за билдај. Да. Дали ќе биде Е, сервер или бекенд или фронтенд? Исто ти се фаќа. Бил Правиме предпоставка тука дека за HTMX фронтенд апликација дека нема да имаме билд процес. Па сега сме на бекенд и бекенд за фронтенд. Тоа е ово. Да, Се подиш бекендот на бекенд и бекенд на фронтенд. Епа ете го Next.js, ете ги React Server Components, ете го Ете ги сето server ова. components, Да, React. ево го иста ствар. Мене ми е, да бидам искрен, ова цело ми е многу сумљиво. Од истата причина сега што ви ја кажав, затоа што јас како го гледам ова. Од перспектива дека имаме многу постоечки апликации, така имаме многу тие последни 10 години нема да одат да испарат, така имаме API, ќе видиме. Имаме API кои што се направени има многу време инвестирано во нив, тие се да речеме, можеби сега сум јас грешка, можеби ова ќе биде legacy како што е денеска XML како што се смееме. Ама начинот на кој што јас го гледам, Просто прашање, што представува REST API? како мислиш што представува? Што е кратенката? Стејтот. Добро, окей. Значи, representative state Окей. transfer. Ти го дава назад стејтот. И самото менување на API концептот, на времето API-то требало само да се користи за вакви работи. А ние што го правиме за JSON, тоа е друг момент. Да, никаде во REST документот кој да го читал Не вика дека е JSON. Апсолутно, немам сомнеш за тоа. Може да биде избор. може да биде протобаф, може да биде бинарно, може да биде било што. А мене ми е поента дека до сега и го третиравме API-то како data provider. Кога викам не мора да биде JSON, може да биде тоа бинарен формат, може да биде било што, ама генерално го користиме како source на дата која што може да биде конзумирано од X конзумери. Дали тоа ќе биде мобилно, ова или она? Обично е конзумирано точно еден, точно. Да. Не, Денетис? окей. Да. Епа нека ми врачи мобилни компоненти тогаш за виджети на Android. Теоретски, се зезам. у Ionic како ти апликација да ќе ти врати? Шала настрана, јас гледам некој период, ако овоа направи пикап некој, гледам иднина кој што правиме проксија, што проксират меѓу JSON API и врачат HTML на место тоа. Според мене мислам дека се враќаме во ситуацијата каде што тој што е девелоперот или инженерот на бекенд добива поголема одговорност, точно, ама се знае кој е машо куќа. Не можеш ти на фронтот што сакаш да правиш. Да, драга, така е. Уште еден. Што да правам, тоа е Еден. реалноста. Еден интересен. Да, па, ја реков да не ме тепат постава, ајде. Повише личи дека ќе оди на Канада дека ќе има висински бекенд, значи бекенд на бекенд и пак ќе се извади леја што ќе биде бекенд на фронтенд. Уште еден коментар, само и прекинувам. Сето ова ме подсети уствари на Reddit и начинот на кој што они го прават цело овоа рендерирање.
API-то на Reddit, тоест целиот Reddit вебсайт е много интересно направен, што било кој URL, ако му ставиш .json на крај, ти ја веќе .json репрезентацијата, ако не му ставиш .json, да, и за RSS исто. И тоа е исто много интересен, можеби е тоа некоја си верзија на иднината, пошто тука нели прачиме хедер HX, ако примам HX врати HTML, ако не примам. Ако знаеш што екстензија примаш, тоа ќе вратиш. Ние Тачно, имаме да. пример каде што нашите search респонси ти диригираат, ти кажуваат дали ќе ти вратам јас тебе JSON или ќе ти вратам HTML. Тачно. Фала, извини што ве задржав толку само многу. само уште една ситуација, пак ќе кажам, не дека ова е најдоброто и дека мора ова да се користи. Зависи од ситуацијата, подобро е да се искуцат помалце за фрканци неголи ова. И кога куцавме порано и .NET, додека куцав истото беше. Тој диригира што ќе се дешава. Јас сакав да кажам дека го имам доста разгледувано, го немам во продукција, го си имам игрено со HTMX и не сум сигурен дека не е заебанција. Арно, ама од друга страна, постои нешто што се вика backend for frontend. Тотално не сум сигурен дека тоа не е заебанција, а ги имам барем 3 во продукција. Така да, ово е само, го гледам како друга варијанта на истиот принцип. Каде што имаме, ако имаме заплеткана архитектура, имам јас посебен сервис што генерира посебен JSON баш само за фронтендот. Така е. Во принцип, тој бекенд ми нема смисла да постои без фронтендот. Истата функционалност е. Така да, ако би можел тој бекенд да го заменам со овоа чудо, не гледам дека ќе ми се смене нешто архитектурата на оверол апликацијата. Сите тие други глупости пак ќе ги имам. Да, да. Во принцип толку. Перформанси, load time. Кој изгаси? Не. Ова не е прашање, ова е само коментар. Ако се сеќавате како почна све со HTML5, значи прво беше XHTML, па беше HTML5 и тогаш се случи, некој може го памти, Google Wave. И Google Wave беше направен у Canvas. Значи за едно 5 години све у Canvas, па после ќе ни све истото ќе поминеме. Дечки толку од мене. Ајде, аплауз. Голема фала до спонзорите, до BRG за настанот и се гледаме пак до година, така?